Почитувани гледачи на телевизија Емнет, добра вечер. Нова емисија од спортскиот магазин Трибина кој што го посветуваме на македонскиот спорт. Вечера разговараме со Горан Стаменков, потпорол на фудбалскиот клуб Брегалнец од Штип. Најпрво благодарам за вас сете за прифатената покана вечера да може да поразговараме за Брегалница, за новата сезона и предизвиците кои што ќе предстојат пред штипската фудбалска гордост. Добро вечер и на вас. Најпрво сакам да се заблагодарам на вас лично за поканата на вашата емисија Трибина. И особено чест и задоволство ми вечерва да продискутираме за и околу состојбата и плановите на нашата Брегалница. Разговорот јас ќе го започнем со ланската сезона и спаѓањето на Брегалница од прва во втора лига. Штипе ни веќе од овој викенд наместо прва ќе гледат втора македонска фудбалска лига. Имаше најава некоја анализа околу причините за испаѓањето на Брегалница од прва во втора лига. Кои беа причините, на што се должи таа лоша игра и таа лоша сезона која што имаше Брегалница? Така, на жалост се случи тоа што се случи. Ланската сезона Брегалница ја напушти првата лига. Точно најавите се остварија, се направија некои анализи кои се причините за испаѓањето. Причините се повеќе, меѓутоа може да кажеме дека како една од главните е лошата селекција на фудбалерите, лошиот трансфер период кој што се случи лани. Сезоната претходно Брегалница ја напуштија неколку значајни фудбалери, не се донесоа соодветни замени за нив и се случи тоа што се случи. Брегалница го напушти прволигашкото друштво. Кога зборувавме за овој лош трансфер период, кој го правеше тој клучен, да речем, трансфер период за да се случи ова што се случи? Како што велите дека биле промашни, јас би рекол, трансфер политиките на самиот клуб. Комплетното раководство заедно со стручниот штаб го реализира тој трансфер пазар. Конкретно вината не може да ја превземе никој, бидејќи Брегалница функционирала и функционира како клуб во целина. Индивидуи кои отскокнуваат во тоа не можеме да посочиме. Веќе започна подготовките за новата сезона. Течат истите, веќе претпоставам ова недела подготовките се со фокус на првиот натпрев против екс прволигаш од Победа, кој се игра на градски овде во Штип. Како ќе ја искоментирате подготовките во ова нова сезона која што стои пред Брегалница, со какви цели Брегалница ќе влезе во новата сезона? Раководството и управата на Брегалница годинава ќе биде малку одмерена во прогнозите и најавите за сезоната што престои. Желбите и целите се јасни, целиот Штип и цела структура во Брегалница сака експресно да се вратиме во прва лига, меѓутоа сега ќе одиме чекор по чекор, надпревар по надпревар, меч по меч, на противник по противник, ќе се анализира секој меч кој следува поединечно, посебно и ќе се оди етапно. Целите и намерите, како што кажав, се јасни, меѓутоа одиме полека по полека. Може да очекуваме тешка сезона кога во прашање Брегалница за да се врати во првата лига, бидејќи тоа го барат Штипени, меѓутоа и навивачката група Фаланга. Јасно, да. Битно да напоменеме во овој контекст е дека костурот на екипата е скоро нов, 90% од играчите се нови, бидејќи странците кои настапуваа лани немаат права за настап во втора лига. Голем дел од играчите си замина, дојдоа нови, дојдоа млади играчи, дојдоа играчи со искуство, со прволигашко искуство. Сите се нови, се работи на хемијата, на кохезијата во екипата и се одработи одличен подготвителен период. Екипата е спремна, стручен штаб ни најавува дека комплетната екипа ќе се бори за место во првиот тим. Битно да напоменеме дека од медицински аспект сите играчи се здрави, ќе конкурираат за настап и со Господ напред се надеваме на успеси. Спомнавме скрос нова екипа. Како се воигра самата екипа? Видовме дека имаше некои порази, меѓутоа имаше и реми и победи на нови пријателски надпревари. Како стручен штаб ја оценува овој факти? Дали тие можеби некои порази како што беше Осогово, Вихрен се должија на тоа дека се работи за нова екипа на која што првенствено беше да се избруси формата преку давање шанса на сите играчи за да може да се направен компактен тим за новата сезона? Така, подготвителниот период и сите пријателски надпревари резултатски не беа важни за
раководството на Брегалница, целта беше да се воигра екипата, да се испробуваат квалитетите на секој играч поединечно. Сите, комплетно целата екипа добиваше простори, минути во тие подготвителни надпревари. Значи пак ќе повторам, не се одеше на резултат, туку се одеше на воигрување на екипата, испробување на секој фудбалер на позицијата на која ќе му одговара. Се со цел тренерот, шефот на стручниот штаб да добие јасна слика со каков ростер располага и со кои играчи може да атакува на целта, тоа е враќање во првата лига. По испаѓањето на Брегалница од прва лига, знаеме дека Фаланга имаше некои два собери пред стадионот, имаше некои разговори. Што всушност тука се случуваше, што ете јавноста толку многу не го знае? Ние како единствен медиум кој што покривавме тој настан, имавме некои изјави од представниците на Фаланга кои што бара средба со раководството на Брегалница, се разговара кои се причините, нели, кои што тие ги бара за испаѓањето, меѓутоа некои други теми кои што тие сака да ги начнат со ова, што ете произлезе со цел тој епилог и каква е сега конекцијата со Фаланга? Ќе има ли поддршка во новата сезона нивна страна? Како и секој клуб што има верни навивачи, така и навивачката група Фаланга бараше одговорност и причини за испаѓањето. Точно тие остварија две средби со раководството на Брегалница. Разговара со извршен директор, господинот Емил Тодев, разговара и со председателот на клубот, господинот Кирил Гогов. Страстите се смирија, причините се разгледаа за испаѓањето од првата лига. Моментално клубот е во одлични односи со навивачкиот клуб Фаланга. Ги очекуваме во огромен број, веќе уште на првиот надпревар во сабота против Победа. И очекуваме да бијат ветер во грб на екипата и нашиот 12 играчи. Во јавност имаше некои муабети кои што окружија во спортската јавност, би рекла, или во фудбалската, дека има заменување од Кирил Гогов, пак и остане, па нема да остане. Дефинитивно останува тој како главен спонзор, ете да речем, и да ја поддржува Брегалница, нели со оној 51-49% како што е приватниот со општината кој што го поддржува другиот сектор. Да. Морам да кажам дека тоа беа новинарски спинови или така наречени чарчески муабети. Господинот Кирил Гогов никој пат во официјална изјава не спомнал дека има намера да ја напушти Брегалница. Значи, останува на чело на клубот, останува со веćинскиот процент во клубот и со Господ напред, со него на чело продолжуваме натака. Како ете финансиски стои Брегалница за новата сезона? Има ли скорен стабилен буџет за второлигаш кој што ете ќе одскокнува од другите екипи со оглед на фактот дека нели од сите екипи ако ги погледнеме Брегалница некој бренд во оваа втора лига моментално? Да, видите, буџетот се разликува нормално од претходните неколку сезони, бидејќи не е исто настап во прва и во втора лига, меѓутоа Брегалница е на стабилни финансиски нозе, и како второлигаш и како еден од кандидатите за влез во првата лига. Донесени се квалитетни засилувања и мислам дека од финансиска гледна точка сме скрос на стабилни нози. Значи може да констатираме дека имаме стабилен клуб, Голов, кој што кажавме, останува. Демантирате дека ете имало некои такви муабети кои што окружа со оглед на фактот дека немавме контакти, не излезе дете во јавноста да го сето тоа демантираете. Вие прв пат можам да кажам дека сега сето ова го демантирате, што зборело, бидејќи нели тоа беа во самите изјави од навивачите, меѓутоа од јавноста. Кога зборуваме за новата сезона и за тоа дека Брегалница ги има тие отворени амбиции за атак, анализирани ли се екипите кои што може да ги сметате како едни од поглавни конкуренти кога е во прашање влезот на Брегалница во првата лига и дали може да очекуваме некои тешки противници кои што ќе се извојуваат како што е Детонет, Башким, Расими, Охрид, па и Кожев кои што има некои амбиции, бидејќи овие се реално кандидатите кои што ќе се одскокчнат од разлика од другите екипи кои што нема толку превени амбиции. Да. Најпрво што сакам да напоменам дека ние најголем акцент ќе насочиме кон нашата игра, односно народски кажано ќе си го гледаме нашиот двор, нашите амбиции, нашите цели. Како противници можеме да ги издвоиме спрема финансискиот буџет, спрема засилувањата кои летово ги донесува, па да речеме Македонија, Ѓорче Петров и Башкими ќе бидат главни конкуренти за влез во првата лига заедно со Брегалница, а некако како втор план се, според мене лично, се придодаваат Кожув, Детонит и Охрид, кои би биле секако закана за секој клуб, меѓутоа така, во втор план. Така. Инфраструктурата на градскиот стадион, знаеме дека таму нели започната таа нова трибина, меѓутоа јавноста е желна да се пусти веќе официјално за употреба и да се користи. Дали значи дека таа има официјално
може да се користи во новата сезона или сепак сите кои што ќе сакаат да проследат превар на Брегаланци ќе морат одново да бидат на старата трибина? Изградбата на новата трибина е комплетно под капата на Фудбалската федерација на Македонија. Што се однесуваше до ФК Брегалница, беа обезбедени сите целокупната документација и проекти кои Брегалница не ја коштаа малку, морам да напоменам, за почеток на изградбата на трибината. На трибината и денес се работи со помалку забавено темпо. Поголем дел од трибината е готова, се работи на обезбедување на безбедносните огради и после тоа следува средување на подтрибинскиот простор, на внатрешниот дел и потоа треба да се добие одобрување за пуштање во функција и дури потоа ќе може да се користи, така што морам да напоменам на почетокот на оваа фудбалска сезона трибината нема да биде во функција. Значи граѓаните, односно сите кои што сакаат да проследат ќе мора да бидат на старата трибина, така да. Од аспект на одигрување на превари под рефлектори, знаеме дека Брегалница во минатото кога беше во втора лига Исток си игра над превари под рефлектори, ќе има ли оваа сезона над превари под рефлектори? Прашањето зависи од претходното прашање, односно двата рефлектори кои се наоѓаат од страната на новата трибина моментално се демонтирани, се вон функција. Сето тоа е од аспект на дека се работи на новата трибина и самите тие рефлектори ќе бидат вклучени кога ќе биде готова трибината. Со самото тоа аналогно дека вечерните надпревари сега за сега нема да бидат можност да се одигруваат во вечерни термини, бидејќи рефлекторите не се во функција, а ќе профункционираат кога ќе биде готова трибината. На тревникот морам тоа да го искоментираме. Знаеме дека беше во одредени периоди во доста лоша состојба, жолта трева, имаше големи реакции во јавноста. Стадионот нели треба да напредува, да добива нели нова трибина, па потоа треба да се и веќе старата трибина која што сега ќе се користи, се прави понатаму од кога ќе биде комплетирана другата. На што се должеше толку лошиот тревник на самиот главен? Не би се сложил комплетно со вас дека теренот беше во лоша состојба. И според фудбалерите кои настапуваат Збориме тоа за подлогата, меѓутоа изгледот на самата трева кој трева. Подлогата знаеме дека е добра од самите фудбалери. Тревникот е еден од најдобрите во државата. Инфраструктурно штип го има еден од најдобрите терени, да речем после Скопската арена Филип II, можеби теренот е еден од најдобрите, можеби најдобар во Македонија после арената. Делумно би се сложил дека во зимските месеци пожолтува тревата, тоа се должи на периодот на искоренување на троскотот кој се појавува тогаш, меѓутоа со почетокот на пролетниот дел, веќе во прво, второ коло од пролетниот дел, сето тоа се санира и тревникот ја добива онаа посекуван изглед и слика и е спремен за одигрување на квалитетни надпревари. Значи сака да кажеш дека лошите временски услови влијаат да биде тревникот таков каков што е. Да, и сакам исто да напоменам дека штипскиот терен се одржува со посебен третман, два пати во годината се фрла семенски материјал, се вложуваат средства и напори да изгледа тоа како што тоа е под капата на фудбалскиот клуб го одржува теренот или надворешен? Не, во склоп на фудбалскиот клуб Брегалница. Во новата сезона ќе има ли наплата на билети или сепак ќе бидат отворени вратите слободно за граѓаните, со оглед на фактот дека минатата сезона се одлучивте да има бесплатен влез со цел нели Брегалница добие поголема поддршка во таа борба за прва лига, а сега во борбата за враќање во прва лига, каква е стратегијата на Брегалница? Ќе се наплаќа билет, продолжува праксата од претходната сезона, билетите ќе чинат 100 денари и ќе се продаваат на вратите на Брегалница. Ќе има сезонски билети или останува со билет надпрва по надпрва? За сега сезонски билети нема во продажба, ќе се продаваат билети надпрва по надпрва. Лани воспоставивте на пракса со тие редовни пресконференции, меѓутоа некако Брегалница кога влезе во резултатска криза, сето тоа за жал го снема. Зошто ете кога одредена екипа, тоа сум го разговарал со тренер, ајде сега вие не сте тренер, меѓутоа од аспект на потпора, секогаш кога екипата ќе загуби, тренерот го нема да изјави некој од играчите, нели? А за разлика од и македонски тренери кои што биле во странство, во самата клаузула на договорот стои дека тие мора да имаат почит кон медиумот, новинарот да одговара на новинарско прашање. Ќе има ли пракса да се воспостави соработка со медиумите и со пресконференции, меѓутоа и со изјави кои што од самиот стручен штаб, меѓутоа и од раководството на Брегалница ќе бидат редовни? Да, годинава Брегалница ќе биде комплетно отворена и транспарентна. Изјави сите новинари и медиуми ќе може слободно да земат
од било кој во клубот, вклучувајќи ми мене како портпарол, шеф на стручен штаб, директори во клубот, играчи, нормално. Пресконференција за почеток на сезоната ќе нема, бидејќи се работи на прес-собата. Работите во ставање на функција во прес-собата се во, да речеме, поодмината крајна фаза и кога секи биде спремно и готово и ќе личи на нешто професионално, ќе почнеме со таа пракса пак. Претпоставам дека овој пат би биле редовни, да не се случи. Да, се надевам јас. Да не се случи ситуацијата. Меѓутоа, на што се должите? Вие сте потпора, претпоставам дека се борите да тоа биде редовно, да има подобрувања. Меѓутоа, мислам дека беше повеќе од невкусно да започнавте нешто, а потоа сето тоа се укина со тие пресконференции да ги нема. Без разлика што нели резултатите беа такви какви што се. Одлуката за одржување на пресконференција пред секој надпревар ја донесуваше шефот на стручен штаб. Негов беше изборот дали пред одредено коло ќе имаме пресконференција или ќе немаме. Значи сепак тој ја носел одлуката, нели така? Да. Во новата сезона јавивте дека по комплетирањето на таа прес-соба, значи ќе се воспостави праксата да има веќе редовни пресконференции пред секој надпревар. Што на друго што Брегалница го подготвува за новата сезона? Да, ќе имаме некои новитети во однос на анимирање на публиката и воспоставување на контакти со медиумите. Некои акции кои лани ги реализиравме, ги реализираме годинава, меѓутоа тековно ќе ви известуваме, бидејќи сите работи што ќе се случуваат не зависат само од нас како односи со јавност и управа на клуб, туку зависат и од други надвршни фактори, така да ќе бидеме отворени и комплетни за соработка со медиумите и тековно ќе ви известуваме, ќе се договараме сите активности што ќе се работат внатре во клубот. Од аспект на росторот, може да очекуваме се уште некои засилувања од овој или е веќе целиот тој затворен и ова е конечниот изглед на Брегалница за новата сезона? 99% е заклучен росторот на екипата. Засилувањата се тие кои што дојдоа, кои се ставени во погон. Доколку се укаже некаква прилика за некој екстра играч со прволигашко досие, секако би го ангажирале, меѓутоа мислам дека тоа е тоа во однос на засилувањата и шефот на стручен штаб веќе работи со тие играчи што му се на располагање. Знаме дека сега изминатиот период градскиот стадион во Штип покрај Брегалница ќе настапува и прволигаш од Гостивар, како терен го има пријавено. Како доаѓаете тој спој да Гостивар доаѓа или има ли воспоставена некоја соработка со Гостивар со оглед на фактот дека доаѓаат двајца нивни играчи на позајмица во Штип, односно во Брегалница? Генерално односите на Брегалница со сите клубови во Македонија се на едно високо задоволително ниво. Со Гостивар имаме прекрасен однос, одлични соработуваме одлично. Точно последните двајца играчи кои ги ангажиравме, Крстевски и Абази се на позајмица од Гостивар. Гостивар изрази желба да настапува годинава на домашен терен во Штип. Раководството на Брегалница го одобри тоа и Штипени, можем да кажеме, и годинава ќе може да гледаат прволигашки фудбал. Колку време ќе настапува Гостивар? Имаше некои мавите дека тоа би било одредени кола се додека не се заврши сенацијата на стадионот Борис Трајковски во Маџар или ќе биде комплетна цела сезона Гостивар овде? Нема точно најавено колку кола ќе настапуваат во Штип. Зависат и они од неколку фактори, вклучително и санацијата на стадионот Борис Трајковски во Маџари. Сега за сега домашните надпревари ќе играат во Штип, за натака очекуваме одговор од нив. Има ли Брегалница пријавен алтернативен терен за новата сезона? Нема пријавен алтернативен терен, бидејќи условите на градски стадион во Штип. Да, меѓутоа нели морат екипите да имаат и алтернативен терен. Претпоставам дека како алтернативен терен би требало да дојде стадионот во Пехче, со оглед на фактот дека и самите пропозиции налагаат да има нели како алтернативен терен пријавен екипата. Да, стадионот во Пехче е оној кој што го користиме за припреми, така да тоа е тој терен. Кога стартувате сега во сабота на домашен терен против Победа, какви се веќе плановите за оваа екипа со оглед на фактот дека Победа знаеме лани имаше доста тешка сезона, се избори преку тој бараж против шампион на трета лига Север Куманово, млади играчи кои што тука нели има неколку засилувања, меѓутоа Победа е таа Победа која што е единствениот тим млади кој што му одзема бодови на детонет на домашен терен, го запре прв. Очекуваме ли некој изненадување тука од Победа и како гледате Победа со оглед на фактот дека нели претпоставам одете со респект кон секој противник? Да, се респектира секој противник. Победа е еден македонски фудбалски бренд, независно во каква ситуација се наоѓа моментално. Во секој надпревар ќе се влегува предпазливо
со респект кон секој противник, меѓутоа одлично и супер би било Брегалница да отвори со сигурна победа, со 3 пода. Психолошки ќе делува позитивно на самите играчи и на публиката и се е спремно во сабота во Штип бодовите да останат тука. Значи веќе по полека влегувате. Меѓутоа, друго прашање кое што сакам да го скоментираме за самата ова нова сезона и за сите тие работи кои што се случуваат покрај сениорскиот тим, акцент нели се стават и нови младински категории. Како ете тука Брегалница располага со младинските категории од младинци, пионери, кадети и така натаму? Одлично се работи во младинските категории во Брегалница. Брегалница е еден од малкуте клубови во Македонија кои што дава акценти на младите категории, се работи паралелно со сите 4 категории: помлади, пионери, кадети и младинци. Посебен стручен штаб и координатор, тренери работат со младинските категории. Еве годинава беа и на 7-дневни припреми во Пекчо, комплетно сите 4 генерации. Тие си имаат своји амбиции во нивните лиги и позитивно е тоа што еден клуб и еден град работи со младите категории, како со тек на време би произведел нови таленти, нови играчи кои се конкурираат за првата екипа. Добива ли Брегалница финансиска поддршка преку УЕФА за развој на овие младински категории, кои што нели со настапот во Суперлигата следува некоја финансиска поддршка? Да, исто како сите други екипи кои што имаат пријавени екипи, добива одредена финансиска помош за развој на самите тие младински категории. Доволна ли е ова финансиска поддршка за да може, зборувам само за младинските категории, да се правилно развиваат, комплетно нели подобрување на самата инфраструктура, купување нели на нова опрема и така натаму, превози, сето тоа се организира, бидејќи нели ако настапувате во прва лига, ајде сега во втора лига, мора да ги имате сите тие младински категории на располагање. Да, задоволителен е буџетот кој што доаѓа во младинските категории. Ете, како што спомнав, и од тој буџет се оделија средства годинава и да заминат на висински припреми самите деца од младите категории, и мислам дека со тој буџет што го добиваат младинските категории, може да ги покријат основните трошоци. Оваа година беа повлечени неколку младенци кои што доаѓаат во првиот тим. Ќе го спомнеме примерот со Благој Хаџикимов кој што доби професионален договор. Меѓутоа ајде да направиме една разлика што потпишувањето на самиот професионален договор значи одредена заштитна клаузула да во случајот играч заменен нели ќе треба обештетување од овие Брегалница. Така да. Дали се работите на повеќе фудбалери, особено младите, добиваат вакви професионални договори? Апсолутно, да. Потписот на Хаџикимов е само почеток на една пракса кај што фудбалерите произведени од младинскиот погон во Брегалница ќе добијат, да речеме, една сигурност во првиот тим. Како што спомнавте и вие, веќе 4, 5, 6 играчи од категориите, од младинските категории кои лани беа во Брегалница се прекомандувани во првиот тим, и јас искрено се надевам дека ќе имаат и значителна улога во составот на Брегалница годинава. Минатата сезона, поточно полусезона, имаше неколку заменувања како Роналдо кој што замена нели во Шкендија. Има ли туку обештетување кое што Брегалница го добива за тој трансфер? Да, секој играч кој е заштитен со договор, а сака да замени, односно го бара некој друг клуб, се плаќа одредена клаузула. Станува збор за суми кои што Брегалница ги утврдува или заедно со самиот играч? Во играчот и во зависност од договорот кој го потпишал. Така, и може ли да кажеме дека може да се очекува некој посериозен трансфер во иднина, со што Брегалница би можел да направи, ете како што е Благој Хаџикимов, каде што во иднина доколку тој играч се прави трансфери во иднина, да може Брегалница нели да постојано добива одреден процент од самиот тој, како што ќе спомнеме примерот со Беласица кој што го продаде нели тогаш Горан Пандев, и меѓутоа некои посвежи примери кои што ги имаме сега. Наше е да се грижиме за концептот кој што се случува кај нас во клубот во Брегалница, играчите да го даваат максимумот додека настапуваат за Брегалница. Здравје Боже со нивните игри, доколку заслужат трансфер во голем клуб, секако тоа ќе оди во прилог и на нас. Така, она што друго, ајде да спомнеме околу трибината, ќе се навртам пак назад. Спомнавме за сега гледачите ќе ја користат старата. Да. Има некои, тоа е нели новата трибина се прави под капата на ФФМ, како што кажавте вие, меѓутоа нели ќе следува целосна реконструкција и на старата трибина. Да. Како е тука планот околу извидувањето и кој ќе реконструира таа трибина, и дали станува збор за темелно рушење или само адаптирање на истата? Проектот за старата трибина, условно речено старата трибина, е готов. Се чека да биде
пуштена новата трибина и веднаш кога биде пуштена новата трибина ќе може публиката да седи на новата, а следува целокупно реконструирање на старата трибина. Реконструирањето на старата трибина е во координација со општина Штип, така да со заеднички сили и средства фудбалскиот клуб Брегалница и општина Штип ќе реконструираат од темел и старата трибина и целиот стадион ќе добие еден модерен и урбан лик. Има ли според тој план некој изглед таа трибина? Ставно збор за некоја слична трибина како ова новата што е? Значи комплет слична таа, значи веќе капацитетот на градскиот стадион би бил претпоставам некој поголем број на со комплетирање на двете трибини негде околу 5-6 би бил капацитетот. А колку има моментално сега капацитет стадионот? На старата трибина, условно пак ќе кажем старата, по документација се 2500 гледачи и исто и новата 2500. Значи 2500. Да. Она што кажавме дека позади тој дел околу како што се користи како помошен терен е единствениот помошен терен кој што се користи тука, дали нешто се размислува и тука подобрување условите околу тој помошен терен и со оглед на фактот дека имате нели стадионот Бело Брдо како еден од помошните терени. Да, помошниот терен кој што се наоѓа на самиот градски стадион се одржува паралелно со трмникот негов се одржува паралелно и со главниот терен, така да тој е еден од терените за алтернативни тренери за тренинг. Ќе напоменам дека Брегалница тренира и на игралиштето во местноста Суитлак, го користи и тој стадион, додека стадионот во Бело Брдо најчесто се користи за тренинг и надпревари на младите категории. Така да, освен главниот терен, ФК Брегалница има на располагање уште 3 други терени кои се во солидна кондиција. Меѓутоа, нели, знаеме дека Борец настапал на терен со вештачка трева на градски стадион во Велес и тоа ќе биде доста голема предност за нив во нели од аспект со вака со тренерите кога разговараме. Сите велат дека за Борец тоа ќе биде голем адут, единствена предност ќе биде за одредени екипи кои што можеби тренираат на како помошна алтернатива терен со вештачка трева да му биде како еден алтернатива, затоа го спомнав и стадионот во Бело Брдо кој што може да биде од тактичка предност за Брегалница за надпреварите со Борец во Велес. Вештачкиот тревник е секако предност за клубовите кои што настапуваат и тренираат на таква подлога. Не знам, можеби кога ќе дојде време да се игра против Борец во Велес, шефот на стручен штаб ќе одлучи таа недела да се тренира на игралиштето во Бело Брдо, бидејќи стварно представува огромна разлика надпревар на терен со вештачка и надпревар на терен со природна подлога. Во финишот на оваа емисија ќе искоментираме на кратко околу втората лига. Во минатото Брегалница настапуваше во втора лига Исток, кога во сезона ми се чини 20-21 влезе како шампион на втора лига Исток, меѓутоа сега единствена таа втора лига со 16 екипи. Може ли да искоментираме дека ова е многу потешко како единствена лига или во кога е Исток-Запад? Каде е поголемо и дали фузирањето на двете лиги го подигна квалитетот во македонскиот фудбал? Подигна на квалитетот, да, се сложувам до некаде, бидејќи сите квалитетни екипи настапуваат, да речеме, на еден куп во една лига. Не знам дали е потешко или полесно, бидејќи концептот на надпреварување за сите екипи е ист. Независно дали доаѓаат од западен дел или од источен дел на Македонија, секој игра со секој и дома и гости. Мислам дека горе-долу е исто дали се надпреваруваат во две посебни лиги, дали се надпреваруваат во една втора лига, единствена квалитетот на екипите секако ќе исплива на површина и недобрите ќе бидат на првите позиции. Има ли разлика во темпото на надпреварите во однос на прва и на втора лига и каква е таа разлика? Тоа прашање би го одговорили после неколку кола одиграни во втората лига, меѓутоа сепак квалитетот на играчкиот ростер во екипите во прва лига и втора лига е евидентен. Ќе уште ова прашање да финишираме емисијата во целоста. Знаеме дека трето пласираниот тим игра бараш за влез со екипата која што ќе заврши на 10-тото место во првата лига. Лани беше Детонет тој кој што заврши на тоа трето место, играше бараш. Ете, од аспект доколку да кажеме Брегалница заврши на тоа трето место, игра бараш, има ли разлика осетна со оглед на фактот дека прволигошот има право на странци? Ете, можеби Брегалница лани беше во позиција да игра бараш за опстанок со право на странци во однос на второлигошот кој што нема право на странци. Предпоставам дека вакви анализи се прават во Брегалница и со стручен штаб и се гледат овие размислувања кога бевте во прва лига и кога ете сега од аспект на втора за влез во прва лига. Да, ќе повториме пак квалитетот
во првата и во втората Дали го лига подели е квалитетот огромен. странецот? Странецот зависно од екипата и зависност од квалитетот индивидуален на фудбалерот. Секако дека ангажирани играчи од страна, квалитетни, прават квалитет меѓу екипа од прва и втора лига. Меѓутоа што се однесува конкретно до баражот, тоа е еден надпревар. Може еден момент да го одлучи, исто како што и настрана гледаме во другите лиги и европски надпреварувања. Секој секого може да победи во 90 минути, станува збор за добар ден, лош ден. Така. И секој пат квалитетот не ја прави таа огромна разлика која што ја очекуваме. Од аспект, тоа го спомнавме и пред самата емисија, лошата сезона која што беше лани во Брегалница со без ниту еден освоен бод, односно без ниту една победа на гостински терен во прва лига. Кои беа тука поголемни причини? Дали на Македонија недостасува воведување на VAR технологија, гол технологија? Апсолутно, да. Доколку сакаме да се стремиме кон напредок на фудбалот и спортот воопшто, мора да ги пратиме сите европски трендови. Воведувањето на VAR е од круцијално значење според мене и според луѓе кои што многу повеќе го разбираат фудбалот од мене. Позицијата на која што лани се најде Брегалница и ефектот од гостинскиот терен, морам да кажам дека зависи од одредени судиски одлуки кои што беа на штета на Брегалница лани. Тоа не го кажуваме ние како клуб, тоа го кажуваат и самите судиски анализи после секој надпревар. Брегалница изгуби значително конто на бодови на гостински терен, со кои бодови доколку би биле сите тие судиски одлуки регуларни, Брегалница ќе беше најмалку во баражот, а можеби ќе обезбедеше директен опстанок во лигата. Меѓутоа тоа што се случи, назад од судиските одлуки нема и затоа ќе се сложам со вас дека воведувањето на VAR технологија е особено значење за напредок на фудбалот во Македонија. Ќе може да се имплементира, некој велел дека имплементирањето, штип може би има услов да се имплементира, меѓутоа има стадиони кои што се надпреваруваат, особено во таа втора лига, и за жал тука ќе е многу голем проблемот да се воведе таа VAR технологија со оглед на фактот дека одредени стадиони за жал нема ниту кабини за пренос на надпревари. За почеток да би се имплементирал во првата лига ќе биде секако огромен чекор напред, а потоа може да се воведе како еден од условите самиот стадион да обезбеди услови за воведување на VAR за да би играл во прва лига. Дали како клуб во разговор со Фудбалската федерација на Македонија, не само Брегалница и другите екипи се разговорили меѓусебно меѓу екипите да се направи одреден притисок, можеби да веќе бидејќи секоја сезона се најавува VAR, ама никој да се имплементира. Да, притисокот е континуиран и се прави од страна на раководството на секој клуб во Македонија, бидејќи сите клубови верувам дека сакаат квалитетни и чисти судиски одлуки, коректно судење, а со воведувањето на VAR тој ќе го добиеме во одредена поголема мера. Притисок се прави, ќе напоменам пак, меѓутоа последниот збор и клучот за воведувањето го има самата Фудбалска федерација. Има ли некој фидбек, одговори од сето тоа или има, да, се работи и од нивна страна на воведување, почеток на процедура за воведување, меѓутоа од идеја до реализација има многу, а за континуитетот на настаните и случувањето таму не ја мога да коментирам. Благодарам многу за разговорот вечера кој што го направивме. Благодарам и на вас. Се надевам ги исцрпивме сите теми што ги интересираат гледачите и обожавателите и љубителите на фудбалот во Штип. Она што сакам да напоменам е дека Брегалница како фудбалски бренд сигурно ќе биде конкурент за влез во првата лига. Сите мотиви, сите сили ќе бидат насочени кон остварување на таа цел. Сакам да ги повикам гледачите и љубителите на фудбалот веќе уште од првото коло да дојдат да бидат ветер во грб на Штипска Брегалница и сите заеднички да оствариме таа цел, а тоа е експресно враќање во првата лига. Благодарам, почитувани гледачи, ова беше Горан со кој што разговаравме за Брегалница и за сето оно што се случуваше од ланската сезона, испаѓањето од прва во втора лига, плановите, финансиите, амбициите на клубот, ростерот и целта да Брегалница се врати во првата македонска фудбалска лига, а веќе од сабота стартува новата сезона во втората македонска фудбалска лига, со што ќе може однова на телевизија да ги следите фудбалските возбудувања од втората, но и од третата македонска фудбалска лига. Ви благодарам што и вечерва бевте со нас и ја следевте ова емисија од спортскиот магазин Трибина. Добар ноќ.